Кипар да го стави на маса проблемот на транспортерите во рамки на нивното 6-месечно председателство со Советот на Европската Унија. Побара пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски од кипарскиот амбасадор Андреас Фотију. Според него, Европа треба да покаже дека знае како да ги решава проблемите и да изнајде решение од взаемна корист за сите засегнати страни. Тој вели дека една од главните цели на Унијата е побрз проток на стоки, нешто што е потенцирано со склучениот меморандум за побрза интеграција, кој меѓу другото се однесува на така наречените зелени ленти. Милошовски побара превозниците да се третираат исто како и персоналот во авионите, возовите и бродовите, односно да бидат изземени од правилото за престој од максимум 90 дена во 180, односно 180 дена годишно. Овој сектор на превозници, како битен сегмент од регионалното стопанство, но битен сегмент и од стопанството на Европската Унија, имаат статус на посебна категорија. Оваа посебна категорија исто така, кога станува збор за новите правила и методологија на издавање на визи, престој, време на престој и слично во Европската Унија, е покажано дека на посебен начин важи и за посадите на авионите, на возовите и на другите превозни средства, кои што може би во помал обем, ако земеме по карго количина превезуваат, но сепак превезуваат и тие. Од Стопанската комора на Македонија велат дека заедно со коморите од Западен Балкан побарале од претседателката на Европската комисија земјите членки да усвојат привремени мерки за професионалните возачи непречено да може да работат, се додека не се воспостави трајно и системско решение. Тие бараат Македонија и другите балкански држави кои не се дел од Шенген зоната да имаат поинаков статус споредено со третите земји. Моменталниот пристап не е конзистентен со целите на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан и тешко дека може да се усогласи со нашите заеднички напори за понатамошно интегрирање на економиите на регионот во единствениот пазар на ЕУ. Економиите на Западен Балкан како кандидати, целосно обкружени со границите на ЕУ, треба да имаат корист од поедноставена и диференцирана примена на режимот на ЕС, што ќе го одрази нивниот статус како партнери во пристапувањето и ќе обезбеди јасна разлика во однос на другите трети земји. Сепак Стопанската комора не ги поддржува блокадите на границите на Макамтранс, бидејќи според комората решение треба да се бара исклучиво по институционален пат. Во спротивно загубите како пенали за задоцната испорака, откажување на договори, намалено производство, нереализиран извоз, неможност за навремено производство поради недостаток на суровини ќе биле огромни. Блокади има и на граничните премини на Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина, и тоа не само на оние кон Шенген зоната, туку и на меѓусебните премини, како би се спречиле целосно алтернативните патишта на возилата кон други земји. Во Македонија камионскиот превоз доминира во трговијата со над 95%, далеку пред железничкиот и авионскиот транспорт на стоки.